Финишираат подготовките за 6-то издание на меѓународниот турнир Охрид Open 2026 во олимписко теквондо, а второ во официјалната прва македонска теквондо лига. Ке се одржи на 7 март, а се очекуваат од 250 до 300 надпреварувачи. Околу текот на подготовките, интересот за турнирот и идните планови за учество на домашни и меѓународни надпревари. Разговараме со Аце Јосифовски, тренер на клубот Хваранг Фист и член на собранието на Македонската теквондо федерација. Токму на последното годишно собрание, Јосифовски доби признание за долгогодишно работење во федерацијата и за животно дело во областа на теквондото. Пред нас е 6-то издание на меѓународниот турнир Охрид Open 2026 во олимписко теквондо. До каде се подготовките? 6-то издание, а второ веќе во официјалната македонска прва теквондо лига во олимписко теквондо. Тој е еден нов проект заедно со Министерството за спорт, кој веќе постепено го прифаќаат и другите индивидуални спортови. Кратко да објаснам која е разликата меѓу лига и државно првенство. Значи, државен шампион може да стане надпреварувач кој не учествувал на ниеден друг надпревар, освен на државното првенство. Меѓутоа, во лига системот, за еден надпреварач да стане државен шампион, мора да ги победи сите 6 или 5 турнири колку што ги имаме оваа година, официјални во лигата, како би станал државен шампион во својата категорија. Што значи, целта на теквондо лигата или општо на било која лига во индивидуалните спортови би била калење на спортистите, изработка на врвни спортисти во тој спорт. Охрид Open 2026 не случајно е ставен прв турнир во годинешната сезона во лигата, него е намерно избран затоа што условите кои градот Охрид ги нуди за овој спорт, спортската сала, климатските услови кои ги имаме тука, затоа ние 3 пати годишно правиме во Охрид припреми на репрезентација, баш точно заради тоа, и почетокот на годинашната теквондо лига е точно во Охрид. Подготовки се при крај, 90% е веќе средено, очекуваме само пријава уште на 5 судии, мислам од Република Србија, меѓународни судии, морам да имаме само ради транспарентност, да не испадне дека само македонските судии делат правда. Ние од Охрид имаме 4 судии, еден меѓународен судија, Стефан Јосифовски, и 3 државни судии, Татјана Марковска, Елена Симоновска и со најголем стаж Ангела Ѓоргиевска, која е меѓу првите судии во Република Македонија, веќе скоро 11 години. Пријавувањето е во тек, тоа електронски се пријавува на страната до четврток 5 март, извинете, е пријавувањето, после тоа веќе во петокот се прават ждрепките и сабота почнуваме со турнирот. А колку надпреварувачи се пријавени, од каде и во кои се дисциплини и категории ќе се надпреваруваат? Категориите се во 4 старосни групи. Тоа ни се пионери, или ние викаме деца 1 и деца 2, тоа се од 6-7 години, 8, 9 до 10 години се Children 2. Потоа ни доаѓаат кадетите, па јуниорите и на крај сениорите. Тоа се 4 старосни групи и бодувањето во лигата е според тие 4 старосни групи. Значи секоја старосна група си има свое посебно бодување за прво место, второ место и трето место. На крај на година сите тие бодови се собираат и се добива ранг листата во Македонската теквондо федерација, односно во Министерството за спорт. Ланската година имавме забелешка, мора да знаеме дека ова е пилот проект. Значи повторно и доказ дека ние лигата споредуваме точно како што треба е тоа што веќе неколку федерации имаат кај нас испратени луѓе кои бараат како се работи тој систем, како да го одработат кај нив. Државно првенство може да направи со 10, 15, 20 надпреварувачи. Значи воопшто не е битен бројот на надпреварувачи, меѓутоа лига систем не може да направи со 20 надпреварувачи. Затоа во Македонија турнирите претежно од лига системот се од 200 до 350 надпреварувачи. Со тоа што во соработка со Министерството за спорт ние дозволивме да има на самиот лига систем надпревар или турнир и гости од страна. Зошто? Затоа што тогаш квалитетот на нашите борци е многу поразличен. Ако еден наш борец 6 турнири со ред го освојува првото место, тоа значи дека не само кај нас е најдобар, него и меѓу околината или тие што се пријавуваат, тој е сепак најдобар, што значи дека тој е од едно ниво повисоко. Како што кажав, пријавувањето е до 5 март. Очекуваме од 250 до 300 надпреварувачи. За жал, оваа година имаме добри надпреварувачи кои доаѓаат од Црна Гора и од Албанија,
кој ќе речам добри, мислам добри према нашите борци, према нашите категории, баш таму каде што ние имаме добри дечки, тие не носат нивни. Меѓутоа оваа година во Албанија во исто време во Скадар имаме надпревар и во Лјубљана има еден турнир, односно турнир кај што собираат бодови за олимписка норма. Црногорците имаат двајца нивни добри надпреварачи што одат таму, така да можеби ќе дојдат меѓутоа со помала екипа. Дали низ годините се зголемува интересот за учество? Дали годинава има надпреварувачи што за прв пат доаѓаат на турнирот? Претходните години пред да почне лига системот, надпреварувањето беше од типот на кој сака да учествува. Значи секој дете кој изразуваше желба да учествува на турнирот можеше слободно. Ние го пуштаме, ќе проба дали го бидува, не го бидува, сака се надпреварува, не сака се надпреварува, тоа само се одлучува. Од кога почна лига системот, повторно може да се пријави дете. Меѓутоа тренерот е тој што каже дали тоа дете ќе оди на надпревар или нема да оди на надпревар. Затоа што лига системот е исклучиво направен за спортисти. Значи за деца и надпреварувачи кои ќе учествуваат на надпревари, ќе допринесат теквондото во овој момент е број 1 спорт во Република Македонија. Значи и по освоени медали, и по успеси на надвор на меѓународно ниво, и по тоа што после 20 години, благодарение на оваа политика што ние ја тераме, донесовме медал од Олимписки игри. Во овој момент сега работиме двајца надпреварувачи, Дејан Ѓоргиевски и Мила Релич, кои се со 98% шанси да ја освојат нормата и последното Гран При да учествуваат на Олимписките игри, што би било големо достигнување. Ако стигне до Олимписките игри, медал имаме сигурно. Значи еден медал сигурно освојуваме. Знаеме дека Мила Релич пред 3 години во Париз, во Париз дека беше, ја победи двократната олимписка шампионка во прво коло. Тоа е незамисливо. Британскиот селектор кога излегувал од борилиштето, во разговор го кажувам со хрватскиот селектор. Кога излегувал прашал каде Македонија, кај постои така се наоѓа таа држава. Тие биле изненадени затоа што Мила Релич влезе со валд карта. Валд карта е уствари, ние го викаме спортистите живо месо. Валд картата е да му најдеме на добриот противник, што е фаворит, да му најдеме топовско месо, чисто да помини прво коло и да си замени на второ, па да си освои своје. Меѓутоа, тоа топовско месо таму нив ги изненади. Мила Релич за 1 поен во продолжението во втората борба, во борбата за медал, изгуби за 1 поен. Значи за 1 поен тоа е од спортска точка многу. Меѓутоа кога остана кога ги гледаме ни 1 поен и тоа последна секунда изеде поен на грешка. Меѓутоа, тоа што ние го работиме со тој лига систем е донесува такви резултати. Во овој момент имаме тројца, меѓутоа двајца со големи реални шанси да влезат на Олимпијадата, сениори Мила Реличерков и Дејан Ѓоргиевски, а останатите веќе збираат. Филип Блажевски од Бутел од Скопје на последното европско првенство освои 3-то место. Значи, на европско првенство од олимписко теквондо, олимписки спорт, 3-то место со 3 победи. Бронза земаш со 3 победи, значи уште 2-5 победи треба да зема злато. Тоа е конкуренцијата е огромна. И заради тоа ние сакаме да почнеме од Охрид, да биде почетно, да биде одскочна скала за сите, за да можеме да ја реализираме како што треба оваа година. Оваа година имаме 5 турнири. Првиот ни е во Охрид, вториот ни е Скопје Open. Тоа ни е отворен Г1 турнир, значи имаме чест држава наша да организира таков турнир, 3-та година поред, каде што освојуваат норма за олимписки игри. Потоа ни е во Скопје имаме уште еден турнир, Бутел, тоа е вториот од лига системот, третиот е во месец октомври и четвртиот пред Нова година исто во Скопје во Илинден, мислам населба Илинден. Некои викаат турнирите се повеќе во Скопје, помалку во Охрид. Во овој момент проблемот е што немаат сите услови да го организираат турнирот. Значи претежно се бара каде можеме да направиме добар турнир, да има услови, да има сала, да има простор, да има помошна сала за загревање. Значи тие се услови кои мора да ги имаат децата. Затоа што 200 дечиња на едно место е гужва и мора да биде организирано. Во овој момент, ланската година пробавме во Штип, супер поминат турнирот, меѓутоа е сала од тие што ги градеше, како беше 500 сали, не знам, некогаш се градеа од владата, и тие сали не исполнуваат услови. Затоа што имаат само еден влез и немаат помошна просторија за загревање. И сите деца се уствари на терена. И се ствара најголем проблем на судиите. Затоа што позади нив, во близина нив се вика, се урла, се деца како деца се радуваат, викаат и тоа смета на влијанието на судиите. Второ, електрониката, теквондото, олимпиското теквондо е за цело бодување врз основа на електроника. Значи секој контакт со тело, со гради, со глава е електронски заведено, со сензори. И сето тоа си има своје влијание. И затоа одредени услови мора да бидат запазени за да може да се одржи
тој турнир, нарочито кога веќе се работи за лига систем, не смее да има пропусти, барем од тој тип што може да се. А Охрид е идеален. Имаме спортската сала, благодарение на општина Охрид. Јас сум 37 години со теквондо, ова ми е 11 надпревар што организирам, до денес сум немал никаков проблем со општина Охрид во основа на организациони подготовки за ваков надпревар. Значи салата била секогаш достапна и секогаш во топ форма. Така да ние и вчера на вчерашниот состанок на собрание беше најавено дека Охрид Open како турнир во лига системот ќе биде еден од постојаните турнири. Значи сите ќе се менуваат, меѓутоа Охрид Open ќе биде стален турнир секоја година како турнир во лига системот на Република Македонија. Вашиот клуб и членовите имаат бројни успеси зад себе, бројни медали, потоа балкански шампион во категоријата јуниори плюс 78 килограми, како и меѓународен судија по теквондо. Да, Стефан Јосифовски, меѓународен судија по теквондо, вчера исто беше пофален, како најдобар судија во лига системот, а и надвор во околината и пофалуван од сите федерации во нашиот регион каде што тој учествува на судење, беше избран за делегат во собранието на Република Македонија од судиското тело на федерацијата. Го спомнавме Ненад Целески, да, тој стана, беше и гостин во вашето студио, балкански шампион, плюс 78 килограми. Ненад Целески е стипендист веќе на Министерството за спорт, јуниор се уште, и од идната година почнуваме со припреми и учество на Г1 турнири за бркање норма за следните Олимписки игри. За Париз е премногу рано затоа што сите поени кои тој ги освои лани и годинаваш ги освојува, ние ќе одиме сепак, меѓутоа за идната година пред почетокот се препалува на 30%, затоа што тој е јуниор, што значи шансите се никакви. И на сите турнири учествуваме во светот, што е Г1 норма не можеме да освоиме, меѓутоа ќе освојуваме турнири со цел да се стекне искуство за кога ќе дојде време и еден од надежите на не само на клубот, него и на федерацијава за учество на едни олимписки игри, можда и замена на Дејан Ѓоргиевски за освојување на некој медал на олимписките игри. Што е она што треба да го очекуваме од вас во текот на оваа година? Стандардно тие 5 турнири кои ни се од лигата, тие се веќе зацртани во програмската шема за оваа година на клубот, меѓутоа тука пријавуваме да ги споменеме дека имаме уште 7 Г1, Е1 и Е6 турнири. Тоа се сите турнири каде што се освојуваат поени за олимписка норма. Морам да го напоменам само за да знаеме кој тип се турнирите. Пример Г8 турнир е олимписки игри. Г1 е најслабиот турнир, ќе се зема најмалку поени. Г2, Г3, Г4, така натаму Г5 е Гран При. Тој е веќе главна победникот на Гран При е сигурен учесник на олимписки игри. Тој е последниот. Лани и Мила и Дејан баш на тој Гран При ги изгубија шансите за да освојат, не лани, извини, за Париз. И после тоа Мила доби грин карта, грин карта топовско месо, како што кажавме, wild карта. Покрај тоа имаме турнири во Црна Гора, Албанија и Грција каде што мора да одиме. Пак ќе напоменам, многу е битно, турнирите не ги бираме ние према место каде се одржува, него према борците кои учествуваат на тој турнир. На турнирите кои се во Бугарија, во Србија, па и Косово сега организира една добра федерација, имаме борци кои ги среќаваме скоро на секој турнир. Меѓутоа во Црна Гора, во Албанија доаѓаат борци од Турција, од Италија, босанците доаѓаат кои се многу добри и разликата на борците и на борбите кои ги водиме е многу битна. И према тоа ние ги бираме каде ќе учествуваме и на кои турнири ќе учествуваме.